Па знаете дека е отворен предмет тортура и дека на тој предмет работи специјалното јавно обвинителство. Паралелно покренавме постапка која овие денови најверојатно моите адвокати, мојот правен тим ќе работи кон поднесување на кривична пријава кон судиката Радица Василева и нејзиниот тим кој има активно учество во овој монтиран политички процес. Ќе одат тие два процеса паралелно. Мислам дека судството мора да се ослободи од корумпираните судии. Таму е главниот проблем, таму лежи целиот криминал. И додека не видиме на оптуженичка клупа, иако условно кажан Уставот на Република Македонија им дава таков легитимитет и такви овластувања да не може да одговараат за мислење кое го дале како, но другиот дел на приказката е оној мрачниот дел, кога тоа постои договор за кој имаме докази, висината на казната. Мене висината на казната ми ја кажа службениците кога ми ги ставија лисиците и ме стрпаа, ми кажа ќе лежиш 8 години затвор и ни ден помалку не ме осуди господјата Василевска Радица, која кажа дека ми даде 8 години, 6 за незаконско финансирање на кампања и 2 години за злоупотреба на службената должност, спојувајќи добив 7 години затвор. Но овој процес не е толку, овој процес е монструозен, но монструозниот процес е вториот процес кој се уште трае, Ровер, за кој имаме уште поочигледни докази како обвинителството заедно со Грујовски, кој е во истражна, мислам, постапка, да, кој е во екстрадациониот притвор, дојдоа во затворот Идрисово, под каков притисок, со какви закани кон мене, што е недозволено и недопустиво, а тоа беше и реализирано кога Мијалков во еден разговор вели 15 години затвор, а сепак се смилуваа, па ми дадоа 12 години затвор. Значи се работи за едно судство кое беше узурпирано како и целата македонска држава.